Австралија е прифатливо, разновидно општество со луѓе од многу различни култури, религии и етничко потекло. Луѓето кои живеат во оваа земја доаѓаат речиси од целиот свет и се вели дека негде околу 46% од австралијаните или се родени во странство или имаат барем по еден родител кој е роден во странство. Иако англискиот јазик е овде национален јазик, тука се зборува вкупно уште на други 300 други јазици, вклучувајќи го и тој нивен домороден јазик. Тука се разликуваат и се практикуваат сите главни религии во светот. Англискиот е национален јазик на Австралија, овде луѓето зборуваат на многу јазици, но за да можете целосно и непречено да учествувате во австралискиот живот, потребно ќе ви биде да зборувате и да разбирате англиски јазик. Значи, без овој јазик ќе ви биде многу потешко да пристапите кон многу важни услуги, како и да станете целосно независен во оваа земја. Познавањето на англиски јазик исто така е многу битно доколку сакате да работите во Австралија. Значи, јазикот ќе ви биде повеќе од потребен доколку имате намера, особено ако сакате да станете нивни државјани. Сега Австралија има 3 нивоа на влада: Commonwealth или федерална, државна или територијална и локална, која обезбедува услуги за мигрантите и за жителите. Државите Нов Јужен Велс, Квинсленд, Јужна Австралија, Тасманија, Викторија, Западна Австралија и Северната територија се поделени на локална власт и се управувани од тие локални совети. Камбера како главен град е дел од таа австралијска престолска територија. Секој со право на работа во Австралија има должност да плаќа данок на државата на нивниот приход, како и секој друго место во светот. Сега, за да имате право да добивате приход во Австралија, потребен ви е така наречен единствен даночен број или, повдешно кажано, tax file number, кој представува единствен број се издава на поединци и бизниси, со цел да се помогне со одданочувањето и со некои други владини програми кои се дел од таа нивна државна администрација. Сега парите собрани од даноците се користат да се финансираат сите владини програми, како патишта, училишта, болници и слично. Приход во Австралија значи да се зема плата или плати од државна работа, државни исплати и пари заработени од инвестиции, вклучувајќи и камати на штедни книшки. Едно од најосновните правила и најстрогите, да кажам, кои се применуваат во Австралија, дека треба да ги почитувате сите луѓе без разлика дали се родени во оваа земја или мигрирале овде. Расизмот и дискриминацијата од била која форма не се прифатливи во Австралија. Значи, според нивниот закон за антидискриминација, секое лице треба да биде третирано исто, значи да не биде третирано понеповолно од другите врз основа на земјата од каде што доаѓаат, на нивниот брачен статус, политички или религиозни убедувања. Значи, ова важи во повеќето области: вработување, образование, сместување, купување и пристап до услуги како што се лекари, банки, хотели, така натаму. Значи, мажите и жените се еднакви овде според австралискиот закон. Меѓутоа, можете да кажете било што ви лежи на душата, али незаконски да се навредува и понижува друго лице врз основа на нивната возраст, раса, земја на потекло, пол, брачен статус, политичка или не знам какво друго убедување или според нивниот, не де Боже, инвалидитет.